соговорник кој е точен, прецизен и професионален. Професор доктор Слаđana Тасева, добро вечер и добро дојде. Добро вечер и благодарам за поканата. Кажав во најавата дека имаме едно убаво искуство со вас, со оглед дека една изјава што ми ја дадовте пред многу години на овој простор во една друга телевизија, која рековте: Слободане, такви се криминалците кои ќе си земат 5, 6, 7, 10 и повеќе милиони, еден прст да им исечеш, тие нема да замижат, ќе замижат или некоја година затвор, ќе ги соберат после парите и ќе си заминат. Од таа дистанца до ова, имаме ли разлика на бојата на криминалот и криминалците, како народот ги нарекува? Бојата на парите не се менува, бојата на криминалците исто така, само што за жал не си замина. Подобро ќе беше да ги собереа парите и да заминеа, барем ние да можевме да почнуваме нешто да правиме почеток. Вака постојано се вртиме во круг, веќе 30 години, или еве 20, откако рековме дека ќе се бориме против корупцијата, се уште не сме тргнале по патот, значи се уште нема никаков резултат. Професор ке еден од може ретките големи борци против криминалот, корупцијата, поранешен антикорупционер, сега председател на меѓународната организација Transparency International Македонија. Како вели барометрот, кои институции се најкриминогени, најкоруптивни? Зависи за каков тип на корупција разговараме. Висока корупција. Ако зборуваме за висока корупција, тогаш тоа се високите ешалони на власта и високите ешалони на бизнисот и политиката. Тука се наоѓа високата корупција, која што речиси е недофатлива со било кои инструменти, ни со институциите, ни од страна на институциите кои што треба да работат на откривање на таков тип на криминал, за граѓаните е апсолутно невидлива. Таа е висока корупција која што е заштитена затоа што ние сме се уште заробена и хибридна држава, во која што институциите кои што треба да водат борба против корупцијата и да ги доловат и истражат ваквите однесувања, едноставно се заробени. Не можат да се вршат својата работа од раководствата во политиката и во бизнисот, кои ги контролираат сите сфери на општественото живење. Ние немаме ниту подобна власт, законодавна, извршна и судска, се контролира од едни центри кои што се не само политички, туку се измешани бизнис и политика. Основната оценка, читајќи во медиумите, ќе речат жена која отворено се конфронтира со актуелни политичари и остава впечаток во секој случај. Дека ужива во тоа. А со оглед дека немате влагно на јазикот, ќе речам, однос на дефинирањето на криминалот, корупцијата, криминогените активности на политичарите, ја ќе речам политиканти. Од и политичари софистициран збор. Што ќе додадете днес тоа? Од кај црпите таа енергија, таа сила, таа решителност? Знаете што, мислам дека решителноста е повеќе во однос на тоа да се зборува вистината и да се остварува една заложба, тоа е да се оствари борба против криминалот и корупцијата. Навистина не е големо уживање да се конфронтираш со некого, затоа што тие секогаш го возвраќаат ударот. И тоа се случувало многу пати. Тие уште повеќе, тие имаат на располагање различни видови на средства и институции кои што ги користат кога го возвраќаат ударот. Имате закани некој? Имаше и закани, има и конкретни действија. Например, за случајот кој што сега се враќа повторно ФЕНИ повторно има проблем со рестартирање на нивното работење, но јас како личност, а не како председател на Transparency International Македонија, сум осудена за клевета во случајот ФЕНИ, затоа што кажавме дека договорот кој што е склучен во однос на таа стечајна постапка, компанијата која што треба да го преземе управувањето, не ги содржи сите елементи кои што се предвидени во нашите закони. И нашиот суд ја ослободи организацијата од вина, затоа што Transparency не може да биде одговорна. Меѓутоа ме осудија мене како личност. Ете, јас така од дома сум се решила да ги критикувам и да коментирам за
содржината на договорот помеѓу ФЕНИ и џИСО. И нашите судови и суди едноставно ме осудија. Ово што сега ќе ве прашам, актуелно е најактуелно, тоа се големиот најсофистициран криминал, затоа и го дадо, само го пренесов насловот, топтан корупција со салама тактика, значи тоа е нивни жаргон. Имаме еден голем, според експертите, познавачите на приликите, голем криминал, особено со автопатиштата кои треба да ги ради Бехтел и Ненка. Вашиот коментар? Мислам дека секогаш има основа за сомневање ако немаме информации, ако нема транспарентност. Таму се уште нема информации за тоа што се случува, освен одредени информации за тоа колку од прилика се обезбедени пари или кој ќе ги води одредени постапки. Не знаеме ни што се планира, ни како се планира, ни кој ги носи одлуките. Меѓутоа 200 и кусор милиона колку македонската влада им ги префрли како доаѓа на еден фантом измислен проект кој нема дефиниран проект, има просто само една ископина или како му доаѓа на испитување на дупка, ништо повеќе. Нели тоа е еден скандал или дно на дното? Тоа е замислено да биде проект клучна рака од проектирање до крај, затоа што имавме ние проблем со проектирањата и кои што и ден денеска се провлекуваат со автопатот Скопје, Кичево Охрид. Меѓутоа, апсолутно не смееме да дозволиме вака да се работи. Да се работи нетранспарентно и неодговорно и без отчет кон никого. И договорот да не се даде на јавност. Апсолутно сите работи треба да бидат јавни и за да може граѓаните и јавноста да се уверат дека тука ќе биде секако што треба и ќе се испочитува и запази јавниот интерес. Да, мислам дека и таа верзија што е пристигна до мене на драфт, мислам не е драфт, тоа е извештајот на Европската унија, за Македонија кој вели е доста катастрофален. Дозволите само некои параграфи да... Извештајот веќе го имате? Јас имам само детали, кои верувам дека се утре, мислам, треба да се обнадодени, мислам дека. Да. Македонија вели дека нема никаков напредок во борба против корупцијата. Понатаму се вели кој злоупотребува инструментот европско знаменце, има низ за скандали во правосудниот систем, прави измени на кривичниот законник, кои не се во насока на борба против организираниот криминал, што вели изворот, како е да речам без разлика, Жешка Шлаканица од Брисел за владата. Ќе додадете, што би додале на се тоа? Па би додала дека е добро ако е вака напишано. Затоа што ние досега имаме проблем со извештаите на Европската комисија, секогаш се розеви и не ја прикажуваат реалноста. Во розово светло? Така е. Меѓутоа, ако овде се кажало дека нема напредок во борбата против корупцијата, затоа што секогаш тие повеќе сакаат да зборуваат за она што е позитивно, макар и било минимално. И со тоа нашите политичари правеа билборди и постојано се повикуваа на тоа дека извештајот е позитивен. Меѓутоа, ние дури сме имале дебати со делегацијата овде и со Канцеларијата за проширување во Брисел за тоа дека овие извештаи треба да бидат многу пореални, за да овозможат навистина да почнат да се менуваат работите. Нивниот став досега секогаш бил дека треба да бидат охрабрувачки. Ако малку нешто е направено, да се пофали за да биде направено уште повеќе. Но ние навистина нема повеќе каде да одиме подолу. Резултатите во борбата против криминалот и корупцијата се навистина загрижувачки и мислам дека треба сите отвореност да зборуваме за тоа каде се проблемите. Професорке, првиот човек на холандската амбасада, значи преседник на Франското Холандија, да подсетиме дека Холандија беше држава која даде поддршка и во шарената или обоената револуција, дека ќе донесе правда, ќе донесе мир. Од друга ситуација, два пати. Господинот кажа, ова е криминал, тука криминал има. И повеќе стопираме. Нема да дадеме никаков финансска поддршка, бидејќи парите веќе се злоупотребени. Не сум убедена дека нема да даваат финансиска поддршка. Мислам дека тоа е дел од нивните политики да ги поддржуваат промените. Но мислам дека покрај тоа што даваат поддршка треба да бараат повеќе одговорност и отчетност и треба да следат која е одржливоста на таа поддршка. Дали навистина таа поддршка е искористена за вистинската цел?
Што се случило со парите потрошени, како се потрошени и каде се луѓето, ако луѓето биле едуцирани. Значи, ние имаме проблем постојан со таков тип на поддршка. Една работа е несоодветно користење, внесување на несоодветни луѓе кои што не се заинтересирани или не сакаат да останат на тие позиции и не следење на тоа како се спроведени проектите и кои резултати се постигнати. Но јас не се сомнам дека нема да пристигне поддршка во еднина, меѓутоа за ова политичка структура, ја мислам дека заврши више таа поддршка, тоа зелено светло или ветер у грб, дека нема да добие ни СДСМ, ни ДУИ, имајќи факт дека Кралството Холандија, кој е еден од главните стожери во Европската унија, согласите со мене, веќе рече non passaran. Критика има и од други држави, не само од Тоа сакам да ве прашам. Холандија. Да, има и од други држави, а веќе тие сите сериозно не упатуваат пораката дека многу работи зависат од нас и дека нема да бидат толерирани однесувањата кои што значат едно се зборува, а друго се прави. Исто и ова што се случи сега со измената на кривичниот законник. Токму тоа сакам да прашам, да? Побрза постапка, не? Да, тоа е спротивно на сите правила, односно и спротивно на тоа сите нотирано Европската унија во извештајот, да бидам Ние сме подписници на конвенциите, подписници сме на конвенција за борба против транснационален организиран криминал, во кој што вели минимумот на казна за таков тип на криминал треба да биде 4 години. Не се спуштивме под тој минимум, кај нас казните се 3 години. Тоа ќе донесе понатаму во проблеми во истрагите, проблеми во меѓународните соработки за борба против таков криминал. И тоа е нешто што ги загрижува сите, не само нас, затоа што не се станува збор сега само за нашите случаи. И сега ние се соочуваме со една ситуација да политиката прави што сака, засновано само на незиниот дневно политички интерес, зашто беше злоупотребено европското знаме, кое што беше искористено за промена на кривичниот законник со светлосна брзина, каде што гледаме сега дека голем број на кривични дела, односно постапки застаруваат, се затвараат и ќе мора државата да се соочи со плаќање на обештетувања на лицата против кои се водени тие постапки. Од една страна за спроведување на мерките за обезбедување, дали било притвор или нешто друго, и секако трошоците за адвокати. Значи ќе платиме два пати. Еднаш за парите што ги земале незаконито и сега ние ќе им дадеме дополнително за да уште подбаво се чувствуваат. Дали ова купување на собствена слобода од страна на актуелната политичка гарнитура, бидејќи со ваков гротесен начин, дека речам, криминален начин на носење на закон, измена на закон, се купуваат слободата, едноставно се само амнестираат. Се само лустрираат. Видете, тука мораме да ја почитуваме презумпција на невиност. Ние немаме индици и сознанија за тоа конкретни действија што ги направиле актуелните носители на власт. Меѓутоа, очигледно е дека на многу други претходни носители на власт и учесници во вакви действија им се обезбеди слобода, а тоа не е направено без политички некаков политички резон, затоа што тука постои интерес на политиката да се обезбеди поддршка од мнозинството во собранието денеска за да се изгласа измената на уставот. Го имаме тој джентлменски договор меѓу политичките субјекти на заминување на доаѓање. Ти мене ослободиме, јас ќе те ослободам, значи си ги опростуваат своите гревови. Тоа секогаш било така, но ова се направи едно премногу брутално навлегување во кривичното право и во кривичните постапки, така да една голема бројка, голем број на кривични дела, од кои што првенствено требаше да очекуваме заплени и конфискации на незаконито одземените имоти, одземените пари од државата да се вратат назад, апсолутно сега тоа нема да се случи. Ќе важи датумот брано враниочи нема? Тоа секогаш важело, меѓутоа никош не било вака брутално и очигледно. Професорке, во контекст на сето ова се станува збор за вршење притисок врз судиите, конкретно беше за Врховниот суд. Неziното
екселенција, низината екселенција Агелер беше поканета од првиот човек на Врховниот суд. Колку што разбра со мои извори, интересно коинцидира дека постои една таква дешаванка во ресторанот Уранија, кај што беа на чашка муабет, се појави и премиерот Ковачевски. Како го толкувате? Не знам за тој настан што било во ресторанот Уранија и кој се појавил, кој веќе седел и се појавил. Велам, извори, значи, кажуваат очевидци кои ги видоа и така натаму. Знаете, тие сите информации не се неважни. Граѓаните треба да знаат Зато и ве поканив. кој со кого се дружи и што се случува зад кулисите или во меѓувреме. Меѓутоа, сметам, ако можам да кажам, став во однос на реакцијата на председателката на Врховниот суд, мислам дека таа по функција е член на судскиот совет и треба да оди таму за да се разговара за тоа како да се надминат проблемите во судството. Мислам дека тоа е многу несоодветен начин на реагирање и одбегнување да се оствари својата со закон дадена обврска. Да, дозволи само да прочитам, века, генерално нема напредок во зајакнувањето на судската независност и подобрување на правната рамка за заштита на основните права. Стои во извештајот, меѓу другото. Основните права на граѓаните. Да. Па видете, нема правда и нема мир дури, ако нема закон и суд. А тоа беше мотото на за доаѓање на една, како да ја наречам, не можам да наречам дека тоа е некоја интелектуална, секоја чест на интелектуалци кои беа излажани, излупотребени, искористени. Значи, без владење на правото и без суд во кој што од граѓаните ќе можат да очекуваат праведна судска одлука заснована на закон, ние нема да можеме да зборуваме ни за владење на правото, ни за демократија, ни за заштита на човековите права, ниту пак можеме да размислуваме за било какво членство во Европската унија. Значи, многу работи зависат од работењето на судовите и колку побрзо ние тоа го сватиме и колку подобро се разбере потребата дека тука нешто сериозно мора да се направи, а толку подобро ќе биде за сите нас. Значи, ние со години, токму пак заради интересите. Значи, тука постојат тие интереси кои што не дозволуваат да се обезбеди независност на судството. На нив им одговара да судството биде вакво зависно. Судиите, кога се прашани во рамки на едно истражување, самите рекоа дека во најголем дел влијанијата им доаѓаат од внатре, од луѓе внатре во судовите кои што имаат врски надвор и тука таа линија оди. Значи, нив не им се јавува некој од политиката, туку ќе им дојде некој од внатре да им каже дека може би треба поинаку да постапат. Да продолжам и сакам со актуелните случувања, ја ве разбирам. И ве посматам и дека ве се знаме 20 кустор години. Знам што значи ништо поминувате и поминувате, но бидејќи пателец сум со тоа што во 2001 како новинар застанав на браникот на мојата држава, Македонија, и следеше тоа што ми се случи, но за секој зло има добро. Да. Мораше да напушта македонска телевизија, но се случи, фала на Бога, водам еден проект кој 23 години екзистира. Во документот, меѓу другото, стои дека нема напредок во спроведување на изборните реформи и препораките на ОПСЕ ОДИХР, дека сивата економија останува сериозен проблем, а нотирана е и загриженост поради договорот склучен во 4 очи за изградба, како што реков, на автопатите коридорот 8 и 10D. Значи, во ред е, сите тие наоди се издржани, како да кажам. Значи, ние не можеме да кажеме дека нешто се сменило во тој дел. И јас, како што на почетокот кажав, добро ако се ова е нотирано во овој извештај. Нема никаш, еве, јас не сум се послужил со некој модификација на исказ и важам за новинар кој никогаш не модифицирал исказ. Со еден збор дека фейк ньюс. Но ајдеме со актуелната. Пак ќе речам, вие сте една ретка господја, професор, доктор, криминалистика, предавате на факултетот за безбедност и криминалистика, така исправете ме? Да, таму бев и декан и професор. И декан, меѓутоа, храбра, која секој се спротивставува на злото.
Јас ќе вадам некои само флеш, да речам, наслови, кои вели ду и сада само не можат еден без друг. Само така може да се спасат од кривичната одговорност за корупtivни скандали. Што ќе кажете вие за тоа? Исто пишува и за, или се пишуваше и за релацијата меѓу ДУИ и ВМРО. Помина тоа, ние за ова збориме. Јас не сакам да го бранам ВМРО. Значи ВМРО падна и мојата поента не е во тоа нагласување дека и ВМРО. Поентата е во тоа дека тие секогаш ќе си го најдат начинот да се работуваат. Се продолжува исто како што било и претходно, дури подобрено и надградено како што гледаме од договорите кои што сега ги смислуваат и така натаму. Професорке, ништо не се сменило кога се на власт, сите исто се однесуваат. Како да се најде кој инструмент, која квака, кој начин да дефинитивно овие политиканти да не добрат ни најмалку ни просторче во политичкиот амбиент? Значи, прво треба да се најде причина зошто не би биле во политичкиот амбиент, а тоа е ако им се докаже дека се недостојни како прво за таа работа или дека ја злоупотребиле својата положба. Анкетите, резултати покажуваат, барометрите. Едно се анкетите, ти не можеш да му забраниш на некого да се бави со политика на основа на анкети. И покрај тоа што му лепат рацете дека до вчера беше голем патриот, а денеска бизнисмен. Еве, јас слушам анализа од еден македонски албанец, аналитичар, вели за господинот Ахмети, вели како ќе им објасни на албанците во Македонија дека тој мисли за нивната иднина, кој за кратко време станал мултимилиардер. Значи, до тука е став на граѓани, на јавноста или впечаток или работа која што може да влијае на гласањето во избори. Она што недостасува кај нас е институција кој што ќе застане и ќе го провери имотот. Како е стекнат? Затоа што многу е лесно да се провери дали ова со што се располага е стекнато на легален, легитимен, законит начин. Ал Капоне паднал за неплатен данок и тука прво што треба да се праша, вие за ова се што го имате, каде плативте данок за парите што ги имате, потрошено, дадено на сметка било каде. Значи, ние немаме институции кои што ова ќе го расплеткаат. Ние слушаме во надвор во странство дека министри паѓаат за такви работи. Ама кај нас тука е клучот. Само тогаш и така можеме да кажеме овој не може да се бави со политика. Ако му докажеме дека тоа што го стекнал е незаконито, коруптивно и на грбот на граѓаните. Еве, една оценка и според аналитичарите велат голем настан се случува во декември. Тоа е самитот на ОПСЕ, во која сме ние преседавач, нели? И според аналитичарите велат дека министрот Бујар Османи ја злоупотребува функцијата и положбата и тука мириса на големи коруптивни дејанија. Што ќе кажете, професорке, на се тоа? Веќе на набавки на добивање тендери само на едно лице, а истиот е донатор на политичката партија, обезбедување на возила кои се енормно скапи во вредност како рентакар, ниту се знае за квалитетот, ни година на старост и така натаму. Че се возат во Мерцедесот, за која беше обвината госпоѓата Гордана Јанкуловска, и храбро си одлежа, не одлежа, не принципијално, беше во затвор, така сликовито го кажам, и други обвинети. А истиот Мерцедес се користи. Што би додали? Значи, очигледно е дека тука, ако велиме однапред, министерот Османи ја злоупотребува својата службена положба. Првен тоа треба да се спречи и да се следи. Треба да се види, имаме пак ќе се вратам на институциите. А кој ќе спречи? Опозицијата не може. Значи институциите ако си ја вршат работата, ние веднаш ќе знаеме дека министерот Османи не ги испочитувал тендерските правила или ги прекорачил, не знам, цените и така натаму. Меѓутоа, ние немаме или имаме институции кои што не реагираат во оваа ситуација. Зашто? Затоа што господинот Бујар Османи е во власта и затоа што тие институции се заробени. Кој да стане од тие институции да каже би сега било што,
утре нема да биде таму. Значи се владее со застрашување, се владее со невозможување на институциите да си ја вршат работата и затоа се владее на начин како што се прави сега. Професорке, ќе ми да предизвик. 5 минути се ваши, сакам мака еден заклучок, бидејќи емисијата веќе е при крај. Ќе ми дојдете повторно во една друга издање, но би сакал од вас една оценка. Дали за вако политички амбиент, кој се терети и се обвинува за многу незаконски активности, само не заборев, според медиумите, според повторно аналитичарите, се спомна актуелниот премиер, кој чија сопруга си земала државно земјиште по 1 евро. Од друга ситуација, истот вели има право. Дали е конфликт на интереси? Исто така со одобрување на грант од 15-16, не знам толку милионски суми, на фирмата во која тој некојаш бил, што не може да има дисконтинуитет, да се прекине, а тоа се пари кои сепак се милионски суми. Еве, нека биде тој финален збор, еден заклучок за вакви случаи, ве молам. Знаете што, повторно ќе се вратиме на состојбата на тоа како е поставена власта во оваа држава и начинот на кој што се воспостави власт која што контролира се. Тоталитарен режим, целосна заробеност на државата и на нејзините институции и држава во која што никој веќе нема надеж дека ќе имаме во блиска иднина можност да видиме дека ќе профункционира и државата и дека ќе завладее правото. Тоа е најпоразителниот факт со кој што ние сите се соочуваме и го знаеме дека е така. Уште попоразително е тоа што ние немаме од внатре капацитет и сила како граѓани да застанеме, да се спротиставиме. Затоа што и вие рековте на почетокот, да, вие сте една од тие кои што зборуваат вистината или и денеска стојам на тоа. Меѓутоа, има многу малку луѓе кои што би застанале до мене да ја проговориме заедно вистината, да се поддржиме. Ги повикуваме обвинителите, ги повикуваме судиите да се изборат самите за својата професија. Не се сите ни нечесни, ни корумпирани. Но тие се тие кои што треба да ја преземат работата и да се изборат за својата професија. Еден за финале, верувам дека имаме 3 минути. Спомнато беше идеја и донесен закон за борба и справување со криминалот и корупцијата, потекло нимото од Институтот конфискација. Агенција на професионални неутрални кадри во кои ќе менаџираат професионалци од вашиот тип, еве си земам за право, како слични со вас, да има тука и новинари, да има тука и политичари, да има тука правници и тие да бидат вистински фајтери да се справуваат. Може ли тоа да се случи? Нормално со поддршка пак ќе речам на меѓународен фактор, навикнавме ние. За да се случи тоа, потребно е да постојат сите вакви чинители. Значи, има во светот примери на такви институции кои што од почеток до крај, од водење на истрага, откривање на делото до поведување на обвинение, ја тераат самите целата постапка со можност за примена на истражни мерки за обезбедување на притвори и така натаму. Тоа беа институциите во Хонг Конг, во Сингапур, каде што се смени сликата драстично од најкорумпирани, сега стана чисти држави. Меѓутоа, во многу голем број држави тоа многу тешко оди, токму заради немањето на политичка волја. Најпоразително од се е што се зависи од одлуката на политичарите. Ако дозволат да се направи ветинг во судството, ние ќе направиме ветинг во судството. Меѓутоа, политиката тоа не го сака. И сите работи кои што треба се донесат како одлука, зависат од нив и за тоа се потребни и меѓународниот фактор, вакви извештаи, како што рековте, ако е напишан јасно и прецизно со детектирање на сите слабости, може да придонесе кон тоа, за да можеме и нив да ги анимираме заедно со нас внатре. Секако преди се промени во државата, во политичките амбиенти. Значи, промени се неопходни најмногу во политиката, би рекла. Професорке, ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Не остануваме тука, со дека веќе начнавме на голема тема и ќе биде задоволство да ми бидете почесто гостин. Мораме да ја тераме таа институција, агенција за справување на борбата со криминалот, да биде факт, не само фикција.
Да видиме како ќе ни оди. Дај Боже.